Што ни текне? Тоа е многу убаво прашање, што ни текне. Па случајно можам слободно да кажам со Климен Наневски. Првин заедно имавме некој бенд, можам да кажам, што правевме интересни свирки низ градов, ама не беше ништо посебно, ништо професионално како и што сега, мада сремиме да е малку попрофесионално. Се собравме, имавме потреба од уште повеќе членови во бендов, па случајно наидовме на Александар Трифуновски, што ни свири, ни тропат на кахон. Ми се јави прво Владимир, седнавме, пиевме кафе, она ми кажа дали си заинтересиран сум. И прво се знаев само со Владимир, со Климен Нане немав никаква допирна точка. Направивме 2-3 свирки јас и Владимир. А интересно беше како се запознав со Нане. Ојдов в Скопје, во еден стан, го истојав јас кахонот, тој гитарата, свиревме некое време, после 15-20 минути свативме дека свириме во исти бенд, не се знаевме вака лично. И така продолживме. Прва свирка ни беше точно пред година дена на Стројца, па како што кажа Владимир ни се придружи Христијан, па после тоа и Бојан. Најчесто свириме македонски поп песни, некои ретро позабораени, ју песни забораени, пошто се викаме Брос нормално, мора да ги негуваме овие простори. И најмногу свириме не баш цели песни, некои сплетој на песни, што се добитна комбинација, што добиваме одличен фидбек од публикава. Во врска со атмосферата за насвирките. Па, момент. Ево сега накратно ќе објасни другарчево, па моите слободно опрашате него. Климчеј! Ало. Овие интервју без тебе да бе. Како? Без тебе викам интервју да бе. Не сме така. Збунети беа нешто. А? Збунети беа, не може да објасне околу атмосферава што се прави на забави и на журки, бе. Ја не знаат. Може да го објасниш односот со публиката, зашо е публиката специфичен. Односот со публика е веројатно главното нешто што набележи односот. Ти кажам, доста снимане многу свирки и доста сите од нив атмосферата гледа топ, значи, луѓе пеат, селат и тоа веројатно и причината заради која обстојуваме зараз. Најчесто настапуваме сегде во Охрид и во регионов. Од локали би сакал да го издвојам Кадмо бар, каде што се доста препознатливи ноќните забави што ги правиме заедно. И исто така користам оваа прилика да ги поканам на сите фанови, на сите обожаватели на македонската песна и на песните од ју просторите, исто така и на групата Брос, да дојдат во Кадмо бар на 25-ти овој петок. Идни планови, турбулентен период, ние каже што ќе имаме многу наши песни, многу пред се тргнуваме од овој февруар, треба нешто да изеде некоја добра парче музика, исто авторска наша песна, и наредно се знае за отприлика негде кај јуни месец дека ќе имаме уште една песна, што лека по лека нека тече работите, се надевам дека ќе биде се во ред. Лихни да кај тебе слаше